Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојавте во уште едно само интервју. Денеска еден малку поинаков политичар, наш гостин е Борко Ристовски, министер за спорт, поранешен репрезентативец во Ракомет. Благодарам што прифативте поканата и што сте во Канал 5. Добро вечер и благодарам на поканата. Предизвикавте многу внимание, не знам дали ретко се појавувате или нешто спортските работници појавија многу голем интерес за оваа емисија или многу одговори очекуваат вечера од вас. Па добро, јас да бидам искрен помалку и имам забелешки за тоа, избегнувам да одам на политички премногу емисии, затоа што сакам да се држам највеќе до фелата која што ја познавам, највеќе до фелата која што мислам дека треба да работиме највеќе и според мене во многу сегменти формата е поважна од суштината е поважна од формата, тоа е дека треба повеќе да работиме, помалку да зборуваме. Ќе разговараме секако најмногу на најголем дел за вашата работа. Некако се оствари пророштвото на нацијата да станете министер, додуша не станавте министер за одбрана, како што ме нарекува кога бевте херој на нацијата, станавте министер за спорт. Како се случи тоа, кога појавивте интерес воопшто за политиката? Па добро, навистина имаше додека се бави со спорт, нели, мојот надимок беше министер за спорт за одбрана. Меѓутоа како одминуваше времето, навистина почна да ме занима оној моментум што се нарекува политика, а тоа е да наместо да одлучам да се бавам со коментари, со не знам, постови на Facebook како треба да изгледа спортот, јас се одлучив да се замешам директно, додека се уште бев. Чисто мотивацијата ви е спортот, значи да делувате во спортот или имате поширок интерес за политика? Чисто спортот, не. Чисто спортот и одлучив намерно да се занимавам со тоа да пишуваме постови како тоа треба да изгледа спортот во држава, нели? Да бидете директен учесник во политиките и да правите политики, да градите политики кои што ќе донесат подобро утре за спортот. Така да пред повеќе од 7-8 години по првиот разговор со сегашниот претседател Христијан Мицковски се одлучив да се замешам директно во политиката, најпрво како негов стратешки соработник во делот на спортот, потоа и претседател на комисијата на ВМРО, се уште активен, можеби и во тоа време на многу луѓе им беше чудно тоа, не можеби сигурно. Меѓутоа на крајот на денот јас да знаете, се прашуваат луѓето зошто што му требаше на Борко Ристовски да се меша во политика. Важевте, велам, за херој, за целата нација, ве обожаваше практично. Сега знаете, ние сме поларизирано општество, штом заземате политичка страна, веројатно има и такви што нема да со одобрување да гледат на вас. Јас сум свесен и во тој период дека тоа ќе се случи и се случи тоа, затоа што кога заземате една страна, другата страна по автоматизам, нели, вие по знак наводници непријател и окей, борете тоа, меѓутоа кога имате јасна цел и кога знаете дека влегувате со искрени намери да направите промени во спортот, мислам дека тие работи, јас сум навикнат како спортист во минатото да секогаш бидете активен во јавноста и да, нели, кога ќе одиграте добар надпревар ве фалат, кога ќе одиграте лош надпревар ве критикуваат и тоа е така и така треба да биде и тоа е окей. Така да и тој дел го прифатив како една нормална работа, затоа што јас сум тип на човек кој што сака да ги планира работите долгорочно, краткорочно ништо во животот не сум направил. И мојата одлука да се замешам директно во спортот беше токму одлуката најпрво станам стратешки советник на претседателот. Добро, не сте единствен спортист што се одлучил на ваков чекор и вашиот колега репрезентативен Момче Мојсовски беше исто активен политичар, беше од СДСМ и директор беше на Агенцијата за млади спорт. Зошто вие се одлучивте за ВМРО ДПМН? Па добро, најпрво ми се допадна разговорот кој што тогаш го имав со претседателот на ВМРО Христијан Мицковски, нашите погледи на тоа како треба да изгледа општеството најпрво, како треба да изгледа државата, меѓутоа најважно од се како треба да изгледа спортот. И можам да кажам дека се она што го разговаравме пред 7-8 повеќе години беше, можеби 90 години беше, кое што го разговаравме за тоа како треба да изгледа спортот, до ден денеска неговите ставови се непроменети. И тој цврсто стои и дава поддршка на спортот и токму тоа ми дава уште поголем мотив да ја завршиме оваа работа која што сме почнали како министерство и нормално како влада. Имавте импресивна кариера и репрезентативна, десетина европски и светски првенства, но и клубска кариера, игравте во Германија, во Франција, во Португалија, во Шпанија. Круна веројатно беше сезоните во Барселона, тоа е светски клуб. Но веројатно помладите гледачи не се сеќаваат точно кога почна да ве нарекуваат министер за одбрана, па се предлагам пред да продолжиме со разговорот да видиме кратко видео. Тоа е од Португалија 2008 година, квалификации за светското првенство. Завршни секунди.
Родригеш, Карниро, сега немаме ни време. Кармо, Карниро, Кошта и удар од 7 метри на 5 секунди до крајот. Сега би се рекло се зависи од Борко Ристовски. Алмерија. Ристовски брани, Македонија е во баражот. Одлична интервенција, јунак на надпреварот. Борко Ристовски, 17-та успешна интервенција, втор одбранец, седмерец, пирова победа за Португалија. Веројатно сте имале многу вакви моменти во кариерата, но ова остана во колективната меморија на македонците. Еден од најголемите успеси после долги години, таа генерација на Пипе Манасков, успеавте да се вратите на светско првенство. Како сега вака кога ќе видите после толку години, пробудува ли некаква емоција кај вас? Па добро, ова видео го постираше некој од спортските портали, навистина го нема видено. Меѓутоа убаво е да се види, да се потсетите на се она што сте го направиле во минатото. Меѓутоа, знаете како, ја не сум човек кој што сака премногу да гледа на минатото, секогаш сакам да живеам сегашноста и да мислам на идената. Така да ова моја одбрана, таа моја кариера, јас секогаш нагласувам во разговор и со помладите колеги кои што се бават со спорт генерално, ги советувам да секогаш без разлика се трудат да дават 100% од себе. Некој што ќе биде подобро, некој ќе биде полошо, меѓутоа многу е важно за еден спортист, за еден човек во било која професија да дава 100% од себе и тоа е според мене рецептот за успех. Дали денеска ќе бидете подобар, утре ќе бидете помалку подобар, за 2 дена ќе бидете најдобар, тоа е помалку важно. Како беше тоа? 10% талент, другото е работа? Другото е напорна работа и да верувате во себе. Многу е важно да имате голема самодоверба и да верувате дека патот кој што се го избрали навистина е исправниот и доколку погрешите, вие ќе бидете единствениот кривец, а не да секогаш се бараат кривци на другите места. Вие што туку се вративте од Данска, бевте таму, ги гледавте нашите репрезентативци на Европското првенство. Асоциацијата со Португалија ми беше, бидејќи таму го имавме исто така клучен надпревар со Португалија. Не изгубивме, но за жал не ни победивме. Извадивме реми, кој на крај не беше доволно да бидеме на второ место и да ја продолжиме до следната фаза. Можевме ли повеќе на овој надпревар? Еве сега како поранешен ракометар, кое е вашето мислење? Па сигурно дека можевме подобро. Подобро во делот да ја представиме државата на уште подобар начин, а тоа е според мене. Португалија е доста квалитетна репрезентација, можам да кажам во овој момент и поквалитетна од нас. Меѓутоа, кога ќе ви се укаже шанса, мора да бидете спремни за таа шанса и да ја искористите. Иако Португалија беше фаворит, ние одигравме навистина сосема солиден надпревар, добар надпревар. Шансата се укажа, ние можеби не очекувавме дека ќе се укаже таква шанса и не ја искористиме до крај шансата, особено на бод против Португалија е навистина една голема работа, затоа што пак и Португалија беше апсолутен фаворит во однос на нашата. Очекувањата кај нас беа уште поголеми. Па видите, очекувањата кај нас во Македонија секогаш се подигнуваат и после се разочарување има големо. Кај нас еуфоријата секогаш и во позитивен и во негативен контекст оди на највисоко можно ниво и славењата се секогаш преголеми, претерани и тагувањата и очекувањата се секогаш доколку не победите се. Овој резултат што го направија нашите репрезентативци е некако објективен во рамки на нивните можности. Па видите, ние сме кога ќе се земе во предвид дека сме ние држава од 2 милиони жители, неполни 2 милиони жители, кои ќе се поделат спортовите, има повеќе спортови, не е само ракометот, и кога ќе се подели, кога ќе се спори со кого игравме на Европско првенство, со една Португалија, сериозна спортска држава во сите спортови, не само ракометот, со една Данска која што е еден главни фаворит за освојување на Европско првенство и со една Романија која што е поголема со жители во однос на нас. Мислам дека треба да сме задоволни со освојување на 14 место, мислам дека заврши 14 место и јас би сакал во многу полиња да сме на 14-то место во Европа, така да сигурно дека сум задоволен, меѓутоа секогаш се остава простор дека можеше да се тој резултати да се подобри, пак е потrebno во однос на играта и на презентирањето на нашата држава надвор нашите граници. Добро, критериумите се веројатно подигнати малку. Вие имавте 5-то место на европско, 9-то на светско. Пети во Европа и 9 или 8 на светско. Гледате ли во оваа генерација ракометари некој од светска класа што може да ги достигне тие височини за брзо време или треба малку да ги намалиме очекувањата? Па не, убаво е да се има големи очекувања, меѓутоа секогаш тие очекувања треба да бидат базирани на реална основа. Главната сила на оваа репрезентација не е
индивидуалниот квалитет, тоа е колективниот квалитет. Дали имат звезди? Имат звезди, меѓутоа тие звезди треба да светнат уште поеко за да државата, нацијата, Европа ги доживее како звезди. Иако никој себе или не треба да се доживува како звезда, затоа што кога се бавите со колективен спорт е многу важно да знаете како да пливате по знак наводници во тој амбиент кој што го создава средината. По принципот на искуство кој што го имам, мислам дека индивидуалните звезди во однос во нашето време, да речеме, кој што во времето кога јас настапував за репрезентација, секогаш одскокнува, меѓутоа никогаш не беа над екипата. Секогаш секој знаеше да се подцени на екипата, да се подреди на екипата. Но треба да има некој лидер сепак. Лидерите се гледаат единствено на терен и лидерите се гледаат со резултати кои што ги даваат и со добрите игри кои што ги нудат. Вашата генерација беше Кирил Лазаров, многу рекорди има срушено. Како гледате на него сега како селектор? Има различни мислења, некои го поддржуваат, некои го критикуваат. Каква е вашата оценка за неговата работа? Сега скоро му беше проложен договорот. Да, на 3 години. Кога ќе се земе генерално, мислам дека неговата работа со оглед на тоа дека тој беше човекот кој се нафати да ја прави таа транзиција на генерации, што е доста тешко и мора да се признае дека е една работа која што ќе ви изложи на доста критики и кај нас по дефолт секој нов момент кога сакате да промените нешто, се дешаваат и се случуваат критики. Тој се нафати во тој момент да ја направи тој трансфер од генерации кои што го имавме. И мислам дека и да поведе некој друг начин на ракомет побрз, сега се менува и ракометот. Па добро, да, меѓутоа поважно е да бидете спремни да издржите критиката. Секогаш кога правите реформи во било која сфера на функционирањето се случуваат одредени критики и треба да сте спремни да ги стрпите тие критики за да Ако разбирам добро, имате позитивно мислење. Да, јасно, апсолутно. Мислам дека човекот треба му се одаде признание за тоа што го има направено за државата, за промоција на спортот, за достигнувањата во спортот, меѓутоа исто така и за храброста да се нафатите да го правите тој транзит на генерации кој што беше на вистина голем и тој еден гап кој што го имаше помеѓу двете генерации. Освен репрезентативен имавме и клупски успеси ракометни во изминатава деценија. Вардар 2 пати беше европски првак во Лигата на шампиони, сега Пелистер не представува, да, но не е на тоа ниво како што беше Вардар, да стигне до самиот врв и до финалните фази. Како гледате нова, на што се должи? Дали се е до парите, сега сам со Ненко го нема или има нешто друго? Па добро, во спортот секогаш голем дел зависи од финансиите. Финансиите се поврзани со квалитетот на играчи кои што ги донесат и тоа е еден круг кој што не може еден без друг. Мора да има и поддршка од државата, и финансии од стопанството, и спортски карактер, да кажам, на екипата кој што ќе создаде председателот. Така да една комплексна работа е таа. Можам да напоменам дека Еврофан Пелистер мислам дека е 3-та година пред кој што настапува во Лигата на шампионите. И 3-та година веќе од година во година подобар во резултатите. Секоја година резултатите се подобри. Дали се тоа блиску до одење на Final Four? Не, апсолутно не. Меѓутоа, исто така мора да се знае дека ништо не бива преку ноќ и дека во спортот успесите не доаѓаат преку ноќ и ако се потсетиме на успесите на Вардар, Сергеј Самсоненко инвестираше мислам дека преку 5 или 6 години сериозна сума на средства за да дојде по неколку милиони годишно за да дојде тој успех. Така да мислам дека не може преку ноќ да дојдат успеси, меѓутоа дека Еврофан Пелистер на добар пат. Добро, веројатно бизнисмените имаат интерес да вложуваат во ракометот. Сепак не се тоа преголеми суми како за фудбалот, например, што треба да направите тим за Лига шампиони, тоа е не, во ракометот мислам дека буџетите на клубовите се движат околу 2-2,5 милиони евра на годишно ниво. Тоа е една сосема солидна сума. Доколку сакате, например, со малку повеќе среќа, бидејќи во спортот е потребна среќа кој се во животот, потребно е малку среќа да ви се погоди групата во која настапувате, не се погодите со оние гиганти кои што се непобедливи по знак наводници, кои што имаат буџети по 15-20 милиони евра годишно. И треба да имате малку среќа, пак ќе кажам, да се поклопат коцките и да од година во година резултатите растат. Добро, и за репрезентативниот, и за клупскиот ракомет се разбира многу важна е и поддршката на државата. Споменавте, освен тоа што треба да вложуваат и бизнисмените, треба и државата. Ова е во фокусот на оваа влада во која вие сте министер за спорт и поради тоа беше и
надградено, да речеме, поранешната агенција за млади и спорт во Министерство за спорт. Младите беа префрлени во Министерството за труд и поранешна социјала. Но дали нешто реално се промени, освен таблата на зградата, ако не се лажам, во истата зграда сте се уште, што се промени во оваа година и пол откако е воведено Министерството за спорт? Па се промени многу работи. Најпрво ќе почнем од тоа каква институција начекавме кога дојдовме или кога станав јас министер. Начекавме една институција која што навистина без претерување беше руинирана по сите основи. Начекавме институција која имаше околу 30 вработени, институција која што пред 3 или 4 години почнала проекти од капитална инвестиција и оставени на некои си 15-16% реализација. Институција која што, ако сакате, на крај на денот не функционираше, не беше дом на спортот, и на крај институција која што беше под двајцата директори поранешни под обвинение за проневера на 5 милиони евра, околу 5 милиони евра, ако не се лажам. Тоа се со ваучерите, да. Со ваучерите, ваучерскиот систем, и уште мислам дека 3 или 4 вработени од тој круг кои што беа во истото обвинение. Сега, што можам да кажам за една година, ајде за скоро година и пол, бидејќи не ги рачунам они 4 месеци кои што беа потребни за трансформација од Агенција за млади спорт во Министерство, каде што бевме нефункционални додека не се отвори сметка, можам да кажам дека прераснавме во институција која што произведува позитива, во институција која што ги исплати субвенциите или ваучерот кој што претходната влада го немаше исплатено, значи ние во август, мислам, или во јули Министерството беше формирано, влеговме во Министерство, во агенцијата тогашна, успеавме да ја направиме таа трансформација од агенција во Министерство. Ова за 2024 и се зафативме за продолжување. Имаше два начина на кои што можеше да функционира новото Министерство за спорта. Тоа е или сите оние проекти кои што беа почнати од Агенцијата за млади спорт да кажеме стоп, мене не ме интересира ова, тоа што го почнале, нека си го завршуваат други, или да одиме на патот на кој што јас како човек и како министер и како претседник на владата имам огромна одговорност најпрво према граѓаните, према општеството и према спортот на крајот, ако сакате, а тоа е да ги завршиме сите проекти кои што беа почнати, без разлика дали се согласуваме. Добро, дали имате повеќе капацитети и ресурси сега во однос на тоа што беше? Апсолутно, бюџетот е зголемен за дупло од Агенцијата за млади и спорт. Која беше Агенцијата за млади и спорт, мислам дека беше околу 500 милиони денари буџетот, 600 нема државен збор, сега на Министерството буџетот е милиарда и 200. Околу милиарда и 120 милиони евра. Така е. Значи најпрво ги исплативме оние 550 милиони денари субвенции кои што беа ветени, кои што требаше во март да се исплатат, ние ги исплатиме во декември. Тоа е 2024. 2024 ги исплативме тие средства. Успеавме да почнеме и да најдеме заеднички јазик со сите оние економски оператори кои што ги беа веќе почнале сите оние проекти започнати пред 3 години и застанати на пола. Имавме навистина, не сум само јас тука, морам да ги пофалам и сите вработени и во Министерството за спорт и синови кои што се дел од мојот тим, имавме навистина тешки состаноци да ги убедите луѓето дека се она кое што ќе биде ветено и ќе биде реализирано од нивна страна, и морам да се заблагодарам затоа што навистина има доверба луѓето во нас и ги продолжиме сите оние проекти и морам да кажам дека со гордост се веќе голем дел од тие почнати од старото, да речам, на агенцијата пред 4 години веќе се во завршна фаза и се некаде околу 90%. Споменавте 19 милиони евра буџетот, тоа и е поголем во однос на тоа што бил, но и не е нешто многу. Да речеме, тоа е помалку од некоја просечна општина во Македонија. Да речеме, во МРДПМН во програмата имаше ветување дека ќе се одвојува по 1 денар од секој литар наточено дизел гориво и ќе биде наменето за спортот. Тоа е околу 500 милиони. Тоа е околу 8 милиони евра, 7-8 милиони во зависност од потрошувачката. Дали функционира ова? Дали некој води сметка за тоа? Не, таа мерка не е исполнета затоа што оставивме, не знам како се изразам да не ме свете погрешно, оставивме да најпрво ги завршиме сите овие работи кои што навистина имаме во подготовка нов закон за спорт кој што е сериозно битна алатка во функционирањето на спортот. Имавме сите овие капитални инвестиции кои што мораше да се завршат и таа
таа мерка некако ја оставивме најпрво да направиме основа за да може на крајот денот тие средства да имаат логика и функција како ќе се трошат. Затоа што ако мене ме прашувате, сега имате тие некакво фиксно финансирање, знам дека нешто од игрите на среќа, нешто. Да, има од игрите на среќа и од акциза. Имаме од игри на среќа и од акциза. Тие се фиксни? Тие се фиксни, секоја година се добиваат во зависност од тоа колку луѓето играат игри на среќа и колку луѓето трошат од акциза. Така да дали Министерството за финансии фери го почитува законот и ги дава тие пари, да. Секогаш тие се на наша сметка и законски мора да легнуваат на наша сметка, не може во овој конкретен случај Министерството за финансии само ги проследува, а нема никакво влијание на тие средства. Така да мене ако ме прашате за да почне оваа мерка да функционира, која што е ветена и која што ќе се исполни, најпрво мора да направиме основа, затоа што ако вие како субвенции во спортот кои што ние ги даваме сега, истуриме не знам плюс 8 милиони евра. Тие 8 милиони евра и овие кои што ги даваме сега околу 10-12, каде ќе одат? Ќе завршат во клубовите и федерациите, меѓутоа нема да има никаков ефект. А нема да има никаков ефект затоа што ние апсолутно немаме никаква спортска инфраструктура. А ако ги дадеме како држава 20 милиони евра за спорт, не може да ги абсорбира, ако добро ја разбирам, треба да се подготви. Ако дадеме ние 20 милиони евра, како ќе се потрошат тие средства? Да речеме, ќе му дадеме плюс милион евра на Еврофан Пелистер, во битол или на МЗТ или на не знам, работнички во ОДБК, не навлагам, или на Вардар фудбал или Шкендија или кој да е, не навлагам. Како Еврофан Пелистер ќе ги потроши тие средства? Разбирате, значи потребно најпрво да направиме спортска инфраструктура, да ја подготвиме државата за врвен спорт. Тие средства се за врвен спорт. Ако ние немаме основни услови за врвен спорт, тие средства ќе бидат истурени и потрошени по знак на мудници без никаков ефект краен. И токму затоа приоритет на министерството и на нормално со поддршка на владата е да направиме најпрво спортска инфраструктура. А докаде е тој закон за спорт? Го споменавте и сега и тоа е едно од ветувањата, со него треба да се регулираат многу прашања, ветувавте дека ќе може да се откупуваат стаж од поранешните спортисти. Закон за спорт е една доста сериозна работа. Мислам дека веќе се завршени компаративните анализи со земјите од регионот, како изгледаат нивните закони за спорт и нормално да ги прилагодиме на нашите закони, затоа што вие може да го земете законот за спорт во Србија. Меѓутоа законодавството таму и тука не е исто и мора да се направат да се прилагоди на нашето законодавство. Мислам дека до крајот на годината, да кажа втората половина на оваа година, ќе биде и предлог законот готов, ќе биде даден на разгледување на јавноста, каде што планираме една јавна дебата со сите спортски чинители, тука да ги вклучиме сите федерации, сите спортови, професори, да го вклучиме и стопанството и тие да дадат, да го разгледаат, претходно ќе им биде испратено нормално разгледување и да направиме на јавна дебата. 2002, ама е претрпен некои измени. Не, овој закон ние менувавме, 3 пати го менувавме закон, меѓутоа новиот закон за спорт на вистина треба да е столб на тоа како треба да изгледа спортот во Македонија. Тука е и законот за финансирање во спортот, кој што е многу важно. Тој закон за спорт, спортистите да имаат стаж, да добиваат пензија, да не е никако регулирано, Она што ние го направивме како со измените, дел од измените на законот е да до некаде ја исправиме таа неправда која што беше нанесена на спортистите, тоа е да направиме измени во спортот во кои што и државата и сега дава пензии на заслужените спортисти. Значи има критериум и доколку еден индивидуален спортист или колектив. Добро, тие се малку. Во случај има многу спортисти. Во случај не знам дали има евиденција колку имаме спортисти, но добро, активни тоа се многу илјадници, да. Се менуваат од ден на ден. Не можете да знаете од година на година се менуваат, меѓутоа според ако исполните одредени критериуми од државата добивате доживотна пензија. И тоа важеше така меѓутоа само за индивидуалниот спорт. И тука беа огромен број на спортисти од колективниот спорт запоставени. Ние направивме измени во закон за каде што се неправдата која што со овој закон и како беше закон не може да добија таа пензија заслужена за промоција на државата и за успесите, направивме да сите оние кои што од највисок степен освоиле од колективен спорт, пример ќе кажам, кошаркарите за 5-то место, не знам, ракометарите Кометал Ѓорче Петров освоени лига шампиони. Апсолутно нити една од нив нема никаква пензија и бенефит од државата. Тоа е апсолутно недозволиво. Значи во времето тие луѓе знаете дека ја ги полнеа плоштадите. Значи екипата на Вардар
сите оние македонци кои што е македонци, зборуваме се за државјани на Македонија, македонци. Така да направивме изведен закон каде што до некаде ја исправивме таа неправда која што е со години и со новиот закон треба да се регулираат многу работи, како што кажав, тоа е еден столб и основа на тоа како треба да изгледа спортот. Меѓутоа дека ние успеавме барем малку фудбалерите дел кои што настапуваат надвор, кои што освојувале највисок степен на напредување, ќе имаат шанса да добијат таа пензија. Така да кошаркари има тука, ракометари, фудбалери има, така да се одеднаш за година и пол не може да промените и вие сте свесни нешто што закон кој што е 30 на години стар, не можеме ние да дојдеме и сега за 15 месеци, 17-18 да одеднаш направиме се, а вклучувајќи ги и овие работи кои што ги споменав до сега со промените од Агенцијата Млади и спорт во Министерство спорт.